Максим Димитриевски ќе продолжи да менаџира со општина Куманово и во наредните 4 години, откако вчера во вториот круг од локалните избори освои 16.792 гласа, односно 50% од вкупниот број избирачи гласале за кандидатот од Движењето Знам за наша Македонија. Неговиот против кандидат, независниот Горан Стојковски Диро, освои вкупно 15.433 гласа, односно 46%. Правото на глас во Куманово го оствариле 33.497 граѓани од вкупно 94.041 лица со право на глас, односно излезноста била 35,68%. Неважечки биле 1317 ливчиња. Димитриевски заедно со сопартијците и коалицијските партнери победата во Куманово ја прослави на градскиот плоштад. Најпрво сакам да поведам да кажам дека ова не е моја победа, ова е победа на граѓаните на Куманово. Многу сум горд на сите луѓе кои што беа вклучени во овој изборен процес, особено на сите оние кои што дадоа се од себе да оваа победа се оствари вечерва во Куманово. Сакам да се заблагодарам на сите кумановчанки и кумановчани кои што ми дадоа и во вториот круг подршка, а воедно само што ја примив честитката и од мојот против кандидат, на кој што му благодарам. Ние од Знам, јас како Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, ја примив пораката од кумановчани. Моја обврска е да продолжам во континуитет да работам и за моје Куманово, но и дополнително да работам, знам да се етаблира на политичката сцена. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите наши коалицијски партнери кои што дадоа подршка, тргнувајќи од ВМРО ДПМН и целата владина коалиција, но пред се на сите кумановчанки и кумановчани кои што не се штедеа себе си, денеска излегоа на избори, а што се однесува до нискиот одзив на излезноста, пораката веќе е сватена, драги кумановчани, и ќе продолжиме посветено да работиме исклучиво за вас. Оваа победа не беше лесна, со оглед на фактот, бидејќи знаевме кои се имаме од другата страна и кои се тоа лоби бизнис групации го подржуваат другиот концепт. Но на крајот на денот, победата е повеќе од јасна. Во следните 4 години, Знам, заедно со своите коалициони партнери ќе го менаџира Куманово како и до сега. И сето онаа што беше реализирано до сега, во најмала рака ќе биде двојно удостручено и збогатено со многу нови проекти за нашиот град, се со цел да им ја подобриме животната состојба на граѓаните, условите во кои што живеат, а секако ќе се посветам и на поголем економски раст на Куманово, кој што имам намера во следните 4 години, заедно со мојот тим, кој што ќе биде дооформен, обновен, да му го понудам на Куманово и да го позиционирам таму кај што му е местото, да стане главен логистички центар не само во Македонија, туку и на Балканот, се со цел да се покачи GDP-то во Македонија и условите за живот на сите граѓани на Куманово. Ниската излезност е повеќе од јасно дека граѓаните не годуваат. Дополнително сметам дека има одреден број на граѓани кои што веќе однапред сметаа дека победникот е познат, но како и да е, таа ќе биде предмет на анализа. За мене ниската излезност на кумановчани значи незаинтересираност во изборниот процес, што значи дека нешто не штима, и јас ќе гледам во следниот 4 годишен период тој инструмент со кој што ќе раководам да го наштимам согласно желбата на граѓаните на Куманово. Стојковски синоќа му ја честиташе победата напротив кандидатот на изборите, истакнувајќи дека е горд на изборниот резултат, тимот Ред за Куманово и честната кампања. Дозволете ми да му е честитам победата напротив кандидатот и да му посакам успех во понатамашната работа. Затоа што успех на градоначалник не е само негов успех, него и успех и за целиот град. Иако резултатите вечерва не се како што ги очекувавме, дозволете ми да ви кажам дека сум многу горд. Горд сум затоа што имавме една жива, креативна, инспиративна, најчесна кампања досега видена во Куманово. Горд сум и на овој тим на храбри, млади, креативни, искусни луѓе кои беа со мене во ова политичко патување.
Дозволете ми да ви кажам дека ова за мене не беше само изборна трка. Ова беше градска школа за чест и достоинство. Овој тим наред за Куманово, стои и денес и утре за сите кумановци и овој број на гласови не обврзува да продолжиме понатаму. Нашите двајца другари, прекрасни луѓе, ќе бидат дел од Советот на општина Куманово, ќе продолжат натаму да ги бранат интересите на Куманово и се надевам дека на следните избори ќе имаме сосема други резултати. Народот не препозна како луѓе од народот. Ние имаме обврска спрема нив. Во наредните денови ќе бидете информирани за нашите понатамошни чекори. Локалните избори во Куманово се одвиваа во мирна, фер и демократска атмосфера, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Гласањето вчера започна навремено во сите избирачки места, а заврши во 19 часот, информираа надлежните од Општинската изборна комисија Куманово. И на гласачките места представници на избирачките одбори потврдија дека изборниот процес тече мирно и без никакви технички или било какви други проблеми. Гласањето започна во 7 часот наутро. Се одбрава во нормален редослед. Излезноста досека изнесува 38 од 439 или некаде оприлика околу 8%. Мислам дека е малце пониско во однос на минатите пред 2 недели кога беа прв круг на избори. Поголема излезност вообичаено се очекува во попладнените часови, да се надеваме дека времето е убаво и дека луѓето ќе се одвазат и ќе дојдат да гласаат. Гласачкото место е отворено навреме во 7:00. Во ово избирачко место 1046 има вкупно 58,4 гласачи. До сега излезноста е 120 гласачи. Пракса да покажува дека во поплодневните часови повеќе излегуваат гласачи. Така. Своето право на глас во текот на вчерашниот ден го оствари и градоначалникот Димитриевски. Најпрвен сакам во оваа прилика да честитам на сите кои што се пласираа во втори изборен круг, а верувам дека денеска и Куманово и Македонија ќе победат на еден демократски начин. Општините и градот Скопје да ги изберат своите идни градоначалници, што се однесува до Куманово, прекрасен ден за гласање. Очекувам солиден одзив, нешто слично како и во првиот изборен круг, што се однесува до волјата на граѓаните, ќе ја видиме вечерва кога ќе се отворат гласачките кутии. А јас како актуелен градоначалник во оваа прилика само ќе апелирам дека на Куманово и на Македонија му е потребно слога, соживот, разбирање и да продолжи во континуитет да се развива, бидејќи нашиот град тоа го заслужува. Годишен кумановец со мотоцикл излетал од патот и починал, соопшти денеска секторот за внатрешни работи Куманово. На 2 ноември годинава во 16 часот во СВР Куманово е пријавено дека на локалниот пат село Кокино, село Длабочица, општина Старо Нагоричане, мотоцикл Ямаха без регистарски таблички, управуван од 21 годишно лице од Куманово, излетал од коловозот, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Од здобиените повреди на пат кон болницата починал мотоциклистот, а лекарот итната медицинска помош констатирал смрт. По насоки на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Извршен бил увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие евидентирала 2 интервенции. Во Агино село пожарникарите од Куманово гаснеле запалено стрниште, а во Кумановско Зубовце интервенирале на опожарена сува трева. И нивни колеги од Старо Нагоричане гаснеле опожарено стрниште во Младо Нагоричане, информираат од регионалниот центар за управување со кризи.
Карате клубот Ронин Доджо од Куманово постигна значаен успех на 15-тото светско Шотокан првенство што се одржа од 31 октомври до 2 ноември во Софија, Бугарија. Клубот учествуваше со 7 надпреварувачи кои беа дел од македонската Шотокан репрезентација. Каратистите се вратија со 5 медали, 1 златен и 4 бронзи. Златниот медал го освои сениорскиот женски ката тим во состав Николина Милорадовска-Смилевска, Јована Стојковска и Ања Ангеловска. Во јуниорска конкуренција бронзен медал освоија Бојана Денковска и Кирил Младеновски, додека во категоријата 12 до 13 години помладите кадети Дамјан Стојановски и Милица Кипријановска се закитија со бронзени медали. Сите надпреварувачи од клубот настапија во дисциплината кати, а тренерот Оливер Милорадовски учествуваше и како судија на првенството. На надпреварот учествуваа надпреварувачи од повеќе од 15 држави со над 1000 учесници. Ракометарот на машкиот ракометен клуб Куманово Давид Димевски ја доби наградата за најдобар стрелец од Ракометната федерација на Македонија. Ова признание доаѓа по неговите 237 реализирани голови. Марија Анчева ја доби истата награда во женска конкуренција. Македонската ракометна федерација е организатор на манифестацијата Ракометар на годината, каде на најуспешните спортисти им доделува признанија за нивните постигнати успеси.